последен пат ве поздравуваме во ова видео со оваа книга, во оваа комбинација. Дружбата мене ми беше навистина пријатна, не знам тебе. Исто. Гледаш, стигнавме до нови сцени. До нови сцени. Значи, вака сме во опуштена атмосфера, релаксирачка, затоа што доаѓа крајот на книгата, последно видео, како што кажавме, од На своја кожа продолжи со насмевка. Се надевам дека вие ќе продолжите така после оваа книга. Топлата насмевка е универзален јазик на учтивоста. Вилијам Артур Варт. Фаза 22. Лични приказни. Сите желби му се остварија. Сцена 94. Со текот на годините ја преболував смртта на брат ми. Тежок беше тој процес. И понатаму знае да боли, ама научив да не страдам. Неговото загинување се повеќе го прифатив како дадена реалност. Најголема утеха за тоа ми даваше тоа што со своји очи гледав како неговите животни желби и цели се исполнуваат. Особено сите оние цели на кои јас бев жив сведок непосредно пред неговото загинување. Многу ќе ми биде да ги набројувам сите во ова наше заедничко дело, колку мое, толку и негово, но ќе има место за најважните. Верували или не, и ден денес на многу мои животни крстопати тој ми се појавува во сон и буквално ми го посочува вистинскиот пат. Ти благодарам, бате. Никогаш нема да ја заборавам вечерта кога го пушти во јавноста најновото видео од Продолжи со насмевка. На јавното. Аха, на јавното, добро. А јас како реков? Најновото. Добро. Тоа беше петок, 13 април 2018 година, пак 13-ка. Во моментот кога го објавив, така среќен легнав на каучот во дневната соба од станот за да уживам во тој среќен миг. Ми се јави Сања за да ми честита. Бликав од среќа. Во еден мал момент од разговорот со Сања само и реков: другарче, почекај. И молкнав 30 на секунди. Мојот поглед застана на сликата на бате Игор, која ми стои закачена во дневната соба. Во тие неколку мига, таа бурно се разбранува. Силни морници ме полазија по телово, како што ме обземаат и сега, додека го пишувам ова. Сликата оживеа, тој како да почна да се насмевнува, како да почна да ми зборува. Ме обзеде целото тоа бранување и наеднаш пак се смири. Траеше само неколку секунди, но беше доволно силна да го паметам и да го раскажувам цел живот. Гледајќи ме мене и она што го правам, ми покажа дека и тој продолжува со насмевка. Сцена 95. Му се исполни желбата конечно да ја направиме целата куќа. Велеше: ја правиме цел живот и никако да ја довршиме. Сакам веќе еднаш да ја довршиме и да се фокусираме на други аспекти од животот. И навистина, тоа што остана недосредено на неговиот втор кат поради неговата смрт, знаеме и подоцна го досреди. Куќата ја направивме целосно и ја довршивме. Тој можеби не е во неа, но знам дека е среќен што неговиот син Ивица живее во тие услови што токму тој со неговата рака му ги овозможи. Трудот никогаш не е залуден, дури и по нас. Сцена 96. Знаејќи ги сите негови размисли и коментари во таа 2007 година, знам дека му се исполнија и желбите кон Ница, кон Сика и кон роднините. Јас и едно дете да имам, сакам само да ги има условите за живот кои мене ми недостигале и поради кои сум се фрустрирал еве веќе 24 години. Велеше токму во периодот кога Сика беше бремена. Уште кога почнаа да живеат заедно во Скопје, на Сика и вети дека ќе најде работа. Тоа и го стори, макар што тоа го направи со своето загинување. Со смртта, тој им отвори очи на многумина. Едноставно им покажа дека знаел како се живее животот, а тие не. Единствено што знаеа е да кукаат и да жалат кога го снема. Доцна беше за некои кајања во животот.
да ги цениме и да ги почитуваме луѓето додека се тука, додека се меѓу нас, на овој свет. Сцена 97. Брат ми Игор и ден денес живее преку неговиот син Ивица. Така и му запишавме на неговата надгробна плоча. На Македонија и го подари срцето, на Господ Бог душата, а нам ангел со кој вечно ќе живееш во нас. Од сите негови исполнети желби кои се моја секојдневна утеха, само една остана неисполнета. Син му да не живее во истото окружување како што живееше и тој. Да расте подалеку од карактерот и однесувањето на нашата маќа. Да не ги трпи и син му фрустрациите кои ние двајцата заедно ги трпевме со години. Токму за таа цел секојдневно живеам и работам. И знам дека ќе му се исполни. Само здравие да е. И така немав друг избор освен да ја прифатам таа судбина која болеше. Одлучив наместо да страдам, да се потикнувам самиот себе си, а и тебе, мој сопатнико. Да продолжиме со насмевка во животот, што и да ни се случува. Секогаш ќе најдеме решение. Се до нашиот последен здив. А и потоа ќе наоѓаат следните генерации во наше име. Неговата насмевка ни стихови. Сила, испеана од Виктор Апостоловски и Јана Бурчевска. Автор на основниот текст сум јас, а финалната верзија за вклопување со композицијата е дело на Виктор Апостоловски. Јас. Од секогаш делевме иста душа, се надевам ме слушаш. Сакам барем еднаш глас да ти чујам, сакам пак да си тука, братски да ти стегнам рака. Не може, но сакам. Сика. Ми дари љубов, сила, искрена надеж, а сенка ме следи сега. Желба ми е пак допир да ми крадеш, но од судбината не се бега. Бескрајно ми фали твојот сјај. Заедно. Еј, мили Боже, дај ми сила, во ова срце да има жар. Паметам насмевка мила, за да го чувам твојот дар. И во добро и во лошо, знам ти си со нас за секогаш. Сика. Ех, да можев, секе сторев да те вратам, повторно за да си мој. Сонувам како ми отвараш врата, би дала и живот свој да те гушнам за последен пат. Јас. Сама душава си отвори рана, сеќе јавења како сол. И тишината си шепоти сама, а во градиве само бол. Ти си мојот единствен идол. Заедно до бескрај. Еј, мили Боже, дај ми сила, во ова срце да има жар. Паметам насмевка мила, за да го чујам твојот дар. И во добро, и во лошо, знам ти си со нас секогаш. Можевме ли поинаку? И да можевме поинаку, сега е доцна. Така требало да биде. Нема назад. Само напред. Да бидеме подобри. Ти благодарам, бате, за се. Твоите цели се моја инспирација, а советите животна лекција. Болеше многу. Се научив да не страдам, туку да продолжам со насмевка. Ти тоа би го сакал од дното на душата. Ајде да се запрашам. Кој е мојот најголем ментор? Која е мојата најголема животна траума? Наместо да се обидувам да го вратам минатото, кои ми се трите најголеми утехи поради кои вреди да го прифатам како такво и да бидам среќен од сега натаму? Кое решение ќе го изберам од сите можни за да ја надминам тешката ситуација со која се соочувам во последно време? Како во една реченица ќе опишам што е за мене траен спомен? Ништо не може да ја победи искрената насмевка. Непознат. Фаза 23. Инвестиција во менталното здравје, а не трошок. Сцена 98. Сопатнико. Ќе бидам пресреќен ако од сиот мој труд преточен во оваа книга го запомниш само ова. Грижата за менталното здравје не е трошок, туку неопходна состојка во сечи живот. Не е важно колку години имаме во животот, зашто тоа е инвестиција која им дава живот на годините. Од моето искуство можеше да забележиш дека традиционалноста и затвореноста на татко ми му донесе повеќе трошок трчајки по болници со мене
и купувајќи еден куп лекови. Во оваа книга искрено, од дното на душата, се отворив за да посочам колку е важно што порано да се спречи такво нешто, да се превенира наместо да се санираат последиците. Тоа е првата фаза. Затоа сум тука да помогнам со патнику, да видам за тебе како постар брат, но, како што велат, на човек можеш со сила да му земеш, но не можеш со сила да му дадеш. Мене ми е важно да бидеш информиран, да знаеш дека по првата фаза доаѓаат втора и трета фаза. Втората фаза во покомплицирани емоционални ситуации е психологот, а третата фаза веќе е постапувањето на психијатарот и невропсихијатарот. Ако почневме западниот живот да го живееме во многу сфери, тогаш зошто да не ја прифатиме и реалноста дека за поздрав живот секое семејство е пожелно да има личен ментор, па и психолог, а во крајни случаи и психијатар. Исто како што за професионалните сделки е корисно да има адвокат и советник за лични финансии. Во оваа пригода ми текнува на најчестото прашање што многумина на шега ми го поставуваа кога дознаа дека се запишав на правниот факултет. Ке ме вадиш ли од затвор ако заглавам? Се шегуваа. И му одговарав. Погрешно ти е прашањето. Зошто не ги отстраниш правните ризици однапред уште на почетокот? Побареме, кога ќе ги решиш да ги остваруваш желбите. Со задоволство ќе ти укажам тоа да го направиш по сите можни правила за да нема основа да одиш во затвор. А откако си ја призел акцијата без да ме консултираш, тогаш е веќе доцна. Затоа, доволно е да имаме свест и навреме да донесеме одлука. Сцена 99. Некои одлуки што ги носиме и грешки што ги правиме се поврзани со нашето минато. Со цел да надминам некои животни предизвици, често разговарав со најблиските другари и другарки, кои наполно ме разбира и ми даваа користни совети. Во една таква ситуација, некаде во пролетта на 2016 година, една од другарките ми кажа дека почнала да посетува сеанси кај психолог и дека навистина тоа и помага за да се чувствува подобро. Како нејзин другар, и јас одстрана можев да забележам дека има подобрување. На крајот не сака да имаше подобрување во нејзиното однесување. Таа, познавајќи ја во голем дел мојата животна сторија, искрено ми ја препорача Лина, психолог, кај кој можам да посетувам сеанси. Моето искуство со неја беше многу драгоцено. Тоа кратко искуство многу ми помогна и мене да осознавам дополнителни работи за себе, да ги најдам соодветните решенија и да продолжам со насмевка. И да, знам дека некои од вас ќе речат, ама јас сум свесен за се околу мене, мене не ми треба помош, не ми треба психолог, јас не сум лудак. Сам ќе си ги надминам сите проблеми. Зошто да му давам пари на друг? Зар тој ќе ме запознае повеќе отколку јас самиот? Јас не верувам во такви работи. На таквите коментари обично одговарам. Никој од нас не е лудак. Сите сме само луѓе. На некои само им е потребна посоодветна помош. Изберете си самите што најдобро действува на вашата кожа. Но не судете пред да испробате и не осудувајте ги оние што веќе пробале. Ниту оние кои посетуваат работилници или сесии кај личен тренер за развој, коуч, ниту па некои што посетуваат сеанси кај психолог, или пак оние кои дошле до трета фаза на психијатар, не заслужуваат осуда, туку поддршка. Се враќа на своја кожа. Ете затоа да избереме поддршка наместо осуда. Сцена 100. Кога научив да не се кавам за ништо, од тогаш почнав вистински да живеам. На сето ова животно искуство, борба и грижа за подобро ментално здравје, од денешна перспектива неизмерно сум благодарен. Тоа моје искуство ме доведе до една животна сцена, можеби несвесно, но со вистинска интуиција, да спасам човечки живот од самоубиство во буквална смисла на зборот. И тоа најмалку 2 пати, истиот човечки живот.
се случи тоа и не така одамна, пред само неколку години. Во тој период таа личност ми беше навистина блиска. Живееше и работеше во мало место, обкружена со една наполно конзервативна средина. Можеби ниту самата таа личност не беше свесна за симптомите што ги има или пак ја избегнуваше реалната слика, бидејќи не беше баш најпозитивна од нејзина перспектива. Од тоа што успеав да го дознам по само неколку разговори, веднаш препорачав посета на психолог и колку што можев давав постојана поддршка. Имаше мало подобрување, но процесот бараше трпение, верба и вложување многу енергија од повеќе страни. Знаејќи ги тие информации, поучен од моето лично искуство, чувствував дека некои потези треба што побрзо да се превземат. Живот ни крстопат има постојано, а најлоша одлука е да тапкаме во место. Така само застануваме на центарот на раскрсницата и лековерно веруваме дека никој нема да не удри. Дури и пребрзата одлука, како што беше една од преземените тогаш, само по неколку месеци се покажа како пресудна за тој човечки живот. Таа одлука значила директно и непосредно спасување. Тоа се потврди и обзнани 3 месеци подоцна. Во целиот тој процес на поддршка, многу ми помогнаа претходно посетуваните сесии кај психолог, но и времето поминато одамна на оделението за психијатрија. Барем знаев кој пат да го препорачам, знаев да пренесам од лично искуство како се поминува тој пат и што може да се очекува од него. Овој пат не бев во улогата на тој што се плаши, туку од другата страна, во улога на некој што знае каква поддршка да даде, на кое место и какви професионалци да ја упати личноста и што таа да очекува. Но, како што веќе кажав, на човек со сила не може ништо да му дадеме, туку само да му земеме. Така испадне и овој пат. Личноста, иако со добар напредок, сепак реши да не ја прифати понудената рака до крај. Така само дополнително го одолговлече процесот на закрепнување, а на животот своеволно му даде нов правец. Секој си е одговорен за сопствената среќа, за сопствениот живот, а токму тој, животот, секако оди понатаму. Така и во таа ситуација. Во целата таа животна сцена, јас сум среќен што можев и дадов максимум од себе. Само уште еднаш се покажа дека целата таа моја борба за подобро ментално здравје ја наоѓа својата практична примена. Покажа колку е важна и колку на еден човек може да му представува предност за поддршка, поттик и пофалба, а не негативност за осуда. Ете затоа и сега отворено зборувам за сите овие лични искуства. Знам дека вреди да се спасуваат и да се подобруваат човечките животи на овој или на оној начин. Па да прашам, ќе ми се придружите во ова спречување, спасување и подобрување? Или ќе изберете осуда? Сцена стои 1. Може би многумина ќе го доживуваат како трошок, но мене ми е инвестиција. Мене ми е живот. Ако ми е добро менталното здравје, се друго ќе можам да постигнам. При носење на одлуките во последниве години, тргнувам од тоа како тие би ми влијаеле на менталното здравје. Кои одлуки ќе влијаат позитивно на вашето ментално здравје, ќе знаете вие самите, но подлабоко ќе ве освестат оние од кои ќе побарате помош. Таа инвестиција која нема само да ви донесе подобро ментално здравје, туку ќе ви донесе многу постигнувања на сите животни полиња, од професионални до љубовни, со сите животни нијанси. Така, за мојава сегашна ситуација многумина ми велат: зошто да плаќам кирија кога имам собствен дом кој сум го градел со години? А јас велам: па што ако имам собствен дом кога тамошната атмосфера лошо ми влијае на моето здравје? Тоа придонесува да трошам пари за повеќе лекови, за повеќе прегледи. На тој начин сум помалку среќен, помалку продуктивен. Сето тоа знае да се пренесе и на другите личности околу мене. Наспроти тоа, вака давам пари за кирија, ама имам одлично ментално здравје. Далеку посрекниот живот и мојата вистинска енергија
ја користам за многу попродуктивни работи отколку секојдневно да ја трошам на борба со ветерници. Убаво е кога сам си го заработувам, планирам и водам личниот буџет, не очекувајќи помош од никого. Во една таква променета животна атмосфера, со давање шанса на нови активности, се роди и разви идејата за автобиографска мотивација или мотивацијска автобиографија, кој како милува да ја нарече, а визуализирана во почетокот преку видеата на Продолжи со насмевка. Од тогаш, како што поубаво им влијаам на оние кои ги следат видеата, толку поубаво си влијаам и на самиот себе си. Ова влијание е уште поголемо со оваа прва книга. Затоа со Патнику искрено се радувам што по читањето на овие редови тие остануваат дел и од твојата реалност. За подобро здравје, личното искуство пренесено низ стихови. Од неговата сторија. Мислата е гориво во нас. Има таа силна и чудна моќ. Негата неизина зависи од вас, промената може не доаѓа преку ноќ, но дозволете само интуицијата да пушти глас. Само свеста вклучија. Грижа ни е секогаш потребна. Ти можеш да спречиш потоа, за да не мора да лечиш. Некогаш ни недостига охрабрување само, друг пат и пофалба некоја, или пак човек што бил веќе таму, за да научиме од неговата сторија. А јас, во оваа кожа со специфичен крој, ќе крикнам: ти благодарам, животе мој, и ти со Патнику. Дур читаш, каде и да си, внатре или надвор, на земја или пак во некоја ложа. Од сега натаму секој пат продолжи со насмевка на своја кожа. Можевме ли поинаку? Одамна можеше менталното здравје да ми биде приоритет. Одамна можеше да не слушам ти реков ми рече, туку да се консултирам со искусни луѓе, со професионалци. Што порано го надминеме мислењето на околината, толку побрзо ќе го подобриме собственото ментално здравје. Да бидеме подобри. Кога носиме одлуки, најважното прашање на кое треба да си дадеме одговор е како тоа ќе влијае на моето ментално здравје. Ајде да се запрашам. Која одлука ќе ја донесам во моментов за да го подобрам моето ментално здравје? И последната фаза, 24, мојата теорија 5П. Ќе најдам начин или пак ќе создадам, непознат. Со Патнику, верувам дека си ја слушнал, си ја учил или пак можеби веќе ја применуваш својата анализата. Ако ја применуваш досега, кажи ми дали тоа го правиш во рамките на твојата работа, професија или бизнис. Мене тоа ми беше една од омилените лекции по бизнис во средно образование, која многу професионално ми помогна. Оваа анализа, а и методологиите слични на неа, често се применуваат во развивањето и практикувањето на бизнисите или пак во рамките на работата што секој од нас ја работи. Но со Патнику, дали некогаш си размислил ваков тип на анализа да примениш лично на себе, на својот целокупен живот? Ако не си, еве сега има шанса тоа да го сториш. Таа е воведот со кој полесно ќе ја разбереш мојата теорија 5П. За да ја примениш полесно на посебен поголем лист хартија или пак на компјутера, лаптоп, за да го зачуваш полесно, нацртај една ваква персонализирана табела, како оваа подолу, и секој од полињата пополни го следејќи го описот и насоките што сум ги навел во табелата на соседната страница. Сега ова како да го покажеме? Така некако? Добре, се гледа? Со зум ќе можеме подобро. Ајде, да направиме зум на табелата. Предности, слабости, можности, зака. Посебна колона. Добре? Океј. Тука ќе си направат стоп. Да. Мојата теорија 5П, како почетна точка ја има оваа персонализирана табела, а е составена од 5 неразделни животни аспекти, односно чекори,
кои се разработени понатаму во ова мое дело. Овие аспекти ми дојдоа природно по принципот на индукција, од многу ситуации изведов заеднички соопфатни заклучоци. Некоја реченица може би знае да биде и филозофска, но таа не е нешто далечно, туку логично и реално. Таа филозофска мисла е резултат на многубројни практично искусени ситуации. Искрено верувам дека оваа моја теорија ќе ти помогне да добиеш дополнителна вредност во твојот живот. Провери ја на своја кожа, ќе почувствуваш вредност. Прашувај. Прв аспект. Ќе ти се олесни животот ако повеќе прашуваш, а помалку предпоставуваш. За да можеш да формираш посигурна и понесоборлива предпоставка, треба да поставуваш што повеќе, макар и индиректни прашања. Моето искуство кога токму ова ми се потврди при моето одење во Париз, веќе го знаеш од објавената епизода 17 Прашувајте. Колку подетално прашуваш, толку порелевантен заклучок ќе формираш. Прашувај го и Google, но препроверувај за да бидеш посигурен во прочитаното. Со самото тоа што ги одговори прашањата од оваа книга во делот Ајде да се запрашам, ти го исполни првиот аспект од теоријата 5TP. Неговата подлабока суштина ја исполни со тоа што ја пополни твојата персонализирана табела со себе анализата. За да можеш полесно да ги поминеш и следните аспекти од оваа моја теорија 5TP, погледни ги одговорите од табелата што си ги распоредил во 4 колони под прашањето зошто. Направи уште една поделба само на овие одговори и тоа според овој критериум. Под 1, одговори што ја даваат причината за предноста, слабоста, можноста или заканата. Тие всушност вистински одговараат на прашањето зошто или поради што, тоест поради која причина. И под 2, одговори што ја даваат намерата, целта на предноста, слабоста, можноста или заканата и што одговараат на прашањето зашто или заради што, тоест заради која цел. Прифати. Втор аспект. Откако убаво ќе си ги поставиш прашањата од првиот аспект, вистинско време е да ја прифатиш реалноста. Таа реалност сега е таква каква што е. За 2, 4 или 6 месеци, за 1 година, 2, ќе биде помалку или повеќе различно. Но во моментов е токму како што си ја опишал во персонализираната табела со твоите одговори. Можеш да видиш што е твое внатрешно, а што е надворешно во таа реалност. Сега тие се твоите предности. Ги читаш и твоите слабости. Свесен си и за можностите што ти се нудат. Јасни ти се и заканите кои постоеле, постојат или се можни во иднина. Соочи се со твоите грешки, како јас со моите во книгава. Прифати ги и поуките за да бидеш подобар. Може би во некој нема да се сложиш, со некој нема да се сложиш сега, но тоа ќе го направиш во друга пригода, во друга животна фаза. Важно, прифати ги како насоки дадени од некој кој го поминал тоа. Некому тие му помогнале. Затоа како постар брат добронамерно ти ги пренесува. Го почитувам тоа и баш би сакал да ги слушнам аргументите за тоа твое несогласување. Секогаш имај ги на ум фактите. Тие факти за себе, но и тие за светот околу тебе. Ова е таа целокупна реалност за која си само свесен, си ја само спознал повеќе, си се само оценил. Сега можеш и се подетално да само процениш, да само евалуираш, а тоа ќе ти помогне многу за следниве аспекти од теоријата 5TP. Не земај ја реалноста како непроменлива, како еднаш за секогаш дадена. Туку напротив, за неколку месеци многу лесно твоите слабости може да станат предности и тогаш тие да бидат твоја тогашна реалност. Еве, например, мене, од почетокот на 2014 година, латино-танците ми беа слабост, но денес тие ми се предност. А биди свесен дека има и такви реалности што нема да се променат. Например, кога ќе почине човек, толку е од него. Нема да имаш можност веќе никогаш да го гушнеш во живот. Помири се со тоа.
Прифати го како непроменлива реалност. Само за такви реалности не го поставувај прашањето зошто. Не се создавај непотребен притисок, непотребно страдање врз тагата која е неизбежна, бидејќи еден ден самиот ќе се појави одговорот затоа што. Верувај. Приспособи се. Трет аспект. Зошто денес не пишуваш на машина за пишување? Зошто не ткаеш на разбој? Зошто секојдневно носиш мобилен телефон, кога до пред неколку години животот ти функционираше само со фиксан? Промената е единствена константа. Приспособи се на неа. Избери тоа да го направиш колку што можеш поподготвено, во што повистинско време и со што помалку потрошени нерви. Еве, замисли си една хипотетичка ситуација. Промената најнапред ти чука срамежливо на прозорецот, повикувајќи те да се качиш во локомотивата на пругата за иднината. Ти одбиваш. Таа по некое време чука посилно, но ти не реагираш. Локомотивата и неколку вагони веќе отишле, соседите се качиле, а ти се уште си во твојата соба и ја игнорираш. Поминува уште многу време. Промената ќе тропа на твојата врата се посилно и посилно. Ти можеби ќе се бунтуваш, ќе кинеш нерви. А таа нема да се откаже и многу веројатно еден ден ќе ти урне вратата или можеби и зидовите од твојата куќа и ќе влезе кај тебе. И ти, тогаш веќе избезумен, ќе сакаш да се качиш во возот. Но сега дори да го стигнеш, најверојатно ќе бидеш само во последниот вагон. Тој вагон се движи во правец и со брзина што ја диктира локомотивата. Ако посакаш нешто, треба да чекаш во редот од сите оние во вагоните пред тебе. Затоа добронамерно велам, приспособи се. Но сепак ти си знаеш, одлуката е секогаш твоја. Убеден сум дека моите предци би ми се лутеле ако живеам повторно во некое нивно старо време, а не го продолжувам нивниот род сега и напред и не ги представувам и нив во чекор со новото време. Пред неколку години слушнав една анекдота која многу убаво ми ја долови оваа поента. Некој младо дете го учела мајка му како да меси пита. Мајката ја сукала питата и ја собрала во коцкеста форма, за да ги исече на крајот сите 4 крајчиња. Така ја ставила да се пече. Детето зачудено ја прашало мајка си: "Зошто тоа го направи? Зошто ги исече крајчињата?" Мајката одговорила: "Не знам, така ме научи баба ти." Детето ја прашало бабата, која исто така не знаела и го патила да ја праша старата правова, која не и за така ја учела. Кога детето ја прашало старицата која лежала в постелна, таа му одговорила: "Ах, бре чедо мое, кога јас бев млада, тоа беа времиња на војни, на сиромаштија. Во тоа време имаше само мали тркалезни тави, па морав да ги сечам крајчињата за да ја собере питата во таквата тава и да можам да ја испечам." Од оваа анекдота сватив дека традицијата пред многу години била практична. Тоа всушност бил практичниот начин на живот во некое старо време. Но тоа не значи дека и сега мора токму така да ја применуваме традицијата, игнорирајќи ја при тоа сегашната сеопшта реалност. И еве со патнику, сега кажи ми, што ќе правиш со резултатите за блиската иднина, кои ги покажуваат спроведените светски истражувања, а кон кои се стремат најголемите светски организации? Ги истражи ли подетално страниците до кои те однесува баркодовите од книгава? Предлагам да ги развиваш твоите предности. Секој од нас може да биде шампион во нешто. Биди и ти! Развивај го она во што си шампион. Ако треба да бираш меѓу надградување на твоите предности и санирање на слабостите, без двоумење фокусирај се на она во што си најдобар. Развивајќи ги предностите, тие се повеќе ќе отскокнуваат, така што слабостите ќе станат поминорни со помало учество во твојот живот. Во иста насока постапува и со можностите. Приспособи се така што да можеш да искористиш што повеќе можности. Тие со секој нов ден ќе ги засенуваат заканите и ќе ги оддалечат од тебе. Действувај. Подсети ме после анекдотата да ти ја кажам јас како ја знам. Баш. Промени. Четврти аспект. Што можеш да промениш? Јас ќе ти одговорам. Се.
само кога вистински и искрено ќе посакаш. Има еден исклучок, а тој веќе ти го кажав. Што и да сакаш да постигнеш ново, различно од она што го правиш досега, треба нешто да промениш. Ако сакаш да уславнеш, промени ја исхраната. Ме поздрави Делов. Физичката активност. Барем неколку секундневни навики. Ако сакаш да научиш нов јазик, учи го постојано, од книги, од интернет. Посетувај курс. Појди во место во кое се зборува тој јазик, наместо да го користиш слободното време за други активности. Идентичен и начинот и во периодите кога си тажен, а сакаш да бидеш среќен. За почеток, промени го начинот на размислување, како што вели Алберт Ајнштајн. Не можеш да го решиш проблемот ако размислуваш на истиот начин на кој си го создал самиот проблем. Затоа јас велам дека можеш. Мене ако ме прашаш, би го исфрлил од употреба не може. Еве и зошто. Во исклучокот, починатиот не може да биде повторно жив, па тој не ни може тоа да го изусти. Така што во секоја друга животна сцена, наместо не може, реченицата ќе биде посоодветна ако директно го лоцираш условот чии исполнување ќе те донесе до состојбата. Ќе може. Наместо констатација која искажува немоќ, користи акција која влива надеж и раѓа желба, за да бидеш посреќен. Се ова ја објаснила ти? Ајде, со примерите? Па да, затоа што Да. ти подобро ќе го направиш. Обично знаеме да кажеме: утре не можам да одам на работа, болен сум. А можеме да го промениме во следнава реченица: ќе одам на работа кога ќе оздравам, најрано задутре. Аха. Не можам да испливам маратон од причина што не знам да пливам. Ова за мене. Да, Би можел да испливам маратон, ама кога ќе научам да пливам професионално, иако го сакам тоа доволно за да го постигнам. Не можам да летам со авион. Имам страв од височина. Ќе летам со авион откако ќе го надминам стравот од височина. Не можам да си дозволам одмор на Малдивите. Ова е за мене. Немам пари. Ќе одам на одмор на Малдивите кога ќе заработувам повеќе пари. Не можам да условнам како да го сменим. Не можам да престанам да јадам. Не се смеј Ќе сериозно. ослабнам кога ќе почнам повеќе да имам физичка активност. Едно. Океј. Ќе го променам начинот на исхрана. Тешко мене. Од вечерва, не од утре. Добро. Погледни повторно во твојата персонализирана табела со твоите предности, слабости, можности и закани. Од сите одговори, кој најмногу сакаш да го промениш уште сега во истиот момент? И запиши го. Насмевни се. Но ако застанеш тука, тоа ќе ти остане само пуста желба. Затоа со таа искрена насмевка на лицето, со силна желба во срцето, постави си цел сега и веднаш. Целта постави си ја така што да знаеш дека ќе уживаш во целиот процес, а нема да го жртвуваш процесот само за да уживаш во целта. Например, кажи си гласно себе си дека тој одговор ќе го промениш за 4 месеци од сега и низ тие 4 месеци ќе уживаш максимално. Помини ги повторно редоследно сите досегашни аспекти од перспектива само на остварување на таа цел. Прашувај, прифати, приспособи се, промени и запамети. Размислувај светски, действувај овде, почни од вчера, постигни денес, продолжи со насмевка кога ќе се разбудиш утре наутро. И сето тоа секојдневно. И еве со патнику, ќе ти признаам, по неколку месеци откако ги објавувам на интернет видеата од Продолжи со насмевка, навистина е волшебно чувството кога многумина наместо со биди така, се гледаме, чао, секој е добро, ме поздравуваат со и да знаеш дека продолжувам со насмевка, или и ти вечерва продолжи со насмевка, да знаеш дека многу мотивираш. И многу други кои често ги објавувам на Инстаграм профилот. Јас од 13. април 2018 година
ја менува мојата реалност и јавно. Можеш и ти да ја промениш, барем за себе си. Продолжи со насмевка петти животен аспект. Сопатнику, многу ми е мило што се дружевме низ книгава, испретплетувајќи ги мислите со редовите и стиховите со емоциите. Сега знам, луѓе сме со човечност. Вака само свесно живеј најдобро што можеш, со полни гради и отворено срце. Вдишувај длабоко, издишувај сигурно. И смеј се. Тоа е благодат која не се наплаќа, а вдахнува цело богатство. Како што веќе заклучивме заедно, само мртов човек не може да стане повторно жив, барем не физички, а за се друго постои решение. Искрено, ти посакувам секој ден да имаш по 365 насмевки на твоето лице, а причината за нив, знај, се твој личен избор. Сопатнику, уште од сега те гледам насмеан. Во просек, секоја четврта минута е твоја. Најубаво искористи ја. И заедно ќе продолжиме со насмевка, секој од нас на своја кожа. И таман крајот да го Да, довршиме. да. До Тебе ти се падна, Да. супер, баш убаво. До следната средба. Драг сопатнику, замисленото чувство како разговарам со тебе создавајќи ја оваа книга е уникатно. Верувам дека нашиот разговор нема да запре тука, туку напротив, допрва ќе се одвива уште подлабоко и многу посуштински. Ова дело првенче се создаде од длабочините на душава. Растеше од ден во ден, дејќи во ноќите додека другите спиеја. Извираше капка по капка, припомнувајќи си на спектарот од емоции. Они емоции кои потекнуваа срцебиења со различна амплитуда низ шареноликите сцени подарени од животот. Им благодарам. Вредеше секој еден вложен миг со љубов дарован од слободното време. Ти благодарам и тебе што имаше трпение да дочиташ до последниот ред. Затоа сум тука, отворен за твоите импресии, споделени емоции, радосен на твоите идни коментари, пофалби и критики, добронамерни совети, сугестии. Колку повеќе сопатници, толку повеќе насмевки, толку повеќе меѓусебна поддршка. Некој може би ќе рече дека ова дело нема ниту уметничка, ниту научна или пак стручна вредност. И не мора да има. Мојата визија за книгава е во твојата конкретна животна сцена таа да има практична вредност пренесена на братски начин. Луѓе сме најпрво, па се останато. Нели? Да продолжиме со таа човечност. Да продолжиме со насмевка, вреди. До следното дело. Ти благодарам, Мими. Ти благодарам на тебе. И благодарам на вас што слушавте книга. До следното читање.